Македонија сака, Македонија може и мора да ги направи промените. Верувајте во нас, ние веруваме во вас, затоа сме тука да направиме максимум, да ги поканиме сите наши сограѓани на 27 да излезат и да заокружат број 1 за пратеничката листа и број 3 за председателот Стево Пендаровски. Да сте живи и здрави и да славиме двојна победа на 27. Нам ни треба нов почеток, бидејќи ние немаме анекси на нашите животи како што они исклучуваат анекси за на секој тендер. Нам ни треба нов почеток, бидејќи ние немаме деца за извоз. Најголемиот извоз во овие 8 години се младите луѓе во Македонија. Нам ни треба нов почеток, бидејќи сакаме луѓето со своите примања да можат достоинствено да си ги гледаат своите семејства. Нам ни треба нов почеток, бидејќи сакаме социјалната помош да стане на вистина и горделива помош, а не само една мала коска фрлена за преживување. Затоа што оваа држава има само единствен душман, што се вика Никола Груевски. Излезете на избори, гласајте да ги испратиме во темната страна на историјата. Овде од Куманово ја испраќаме пораката на надежта, на слободата, на демократијата, да испратиме по сите диагонали во Македонија. Ова е наша земја и има право да има надеж, да има нов почеток, да има промени. Аудиоснимката каде што договара кеш од неколку милиони евра за своји лични интереси, каде што избегнува данок и прави даночно затајување со кое што по законите во Република Македонија се одговара најмалку со 4 години затвор. И го гледате овие денови продолжува да ја лаже цела наша Македонија. Ова не може да помине неказнето. Веднаш да се повлече од политичката сцена, да ги тргне Балканите раце од Македонија и да ја ослободи оваа земја да напредува напред. Понудивме нов концепт кој што значи враќање на парите назад кон граѓаните. Единствениот можен модел да ја стабилизираме финансиски нашата земја. Единствениот можен начин да креираме известна и добра иднина за Република Македонија во која што граѓаните ќе имат економска среќа, надеж и известна иднина дека можат овде да го креираат својот живот и својата иднина за себе и за своите семејства. Македонија заслужува председател, но Македонија заслужува и промени за нов почеток. Мораме да се одважиме, затоа што немаме друг пат, нема друга алтернатива. Наспроти сите уцени и закани, наспроти тоа што државата се стопи со партијата, односно партијата ја приватизираше државата, нашиот пат е јасен. На 27 наспроти сите притисоци, ние мора да извојуваме победа. Нема друга организирана политичка сила која може да им каже стоп и да ја врати земјата во нормален колосек. Нашиот концепт, нашиот политички концепт, не само мојот, тука и на сите во оваа политичка структура кај здружената опозиција, е подобар во сите димензии, во се, од она што до сега го гледавме од власта. Нашиот концепт за подобра и посреќна Македонија мора да победи на крајот. Да останеме заедно, да гласаме двојно повеќе на вториот круг, да бидеме максимално мобилизирани за сите фалсификати кои ќе следат и да прославиме на 27. Очекувам од овој град да дојде пораката дека сме победиле во цела Македонија.